Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Како да се привлечат домашните и странските туристи во туристичките места во нашата земја? Колку се инвестира во туризмот, во домашниот туризам и каков е фидбекот? Колку влијае актуелната политичка состојба на посетата на странските туристи во нашата земја? И уште многу други прашања околу оваа тема, на крајот на краиштата, дали сме подготвени да ја дочекаме престојната туристичка сезона, е темата на вечерашната дебата во која учествуваат господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Република Македонија, господинот Владко Сулев, кој е воедно председател на Асоциацијата за дојдовен туризам, господин Владо Србиновски, председател на Балканската асоциација Балканија за развој на алтернативниот туризам и господја Гордана Јанакиевска, која е советник, а воедно и промотор кога е во прашање домашниот туризам. И јас би додала при најавата токму за нејзе дека токму таа е автор на овој туристички водич за Македонија. Станува збор за навистина обемна книга со детални податоци за буквално сите туристички места во нашата земја, која работела цели 4 години и официјално добре дојде и добро вечер за сите вас. Јас би започнала со тоа колку воопшто Македонија има потенцијал за развој на туризмот. Македонија со години назад, и во периодов што следи, има огромни можности за одлични туристички перспективи. Минатата година, според статистиката, имало 854.000 гости во Република Македонија, што е за поздравување. Значи, ако се знае дека само пред 7-8 години таа бројка беше 6 или 7 пати помалку. Ние мислиме дека во наредните 5-6 години ние може да стигнеме до 4 до 5 милиони странски гости во Македонија, ако се продолжи со оваа динамика, значи на развојот на туризмот, со организирањето на летовите што е од страна на ефтините авиокомпании, потоа со продолжување на субвенциите што ги има за промовирање на нови дестинации, нови туристички гости да се носат во Република Македонија. И се тоа, ако се продолжи во овој интензитет, може да има огромни успеси. Се имаме ли предизвици? Имаме, сите имаме предизвици. Као што е ситуацијава, значи ние се бориме со многу фактори. Не е лесно да си туристички работник во изминатите 2-3 години. Навистина се бориме со страшни предизвици. Меѓутоа, како да се научивме, како да се сите спремивме за овие предизвици што ни следуваат и добро пливаме. Зборам за целата фела, значи минатата година беше стварно тешка година, меѓутоа и со оглед на сите околности ние имавме покачување од околу 5 до 6%. Мигрантска криза, демонстрации, кризи, сите тие работи не влијаја многу на сите тие работи. И се надевам дека оваа година, јас сум оптимиста, дека ќе имаме над 1 милион туристи во Република Македонија. Така. Господине Сулев, од аспект на председател на Асоциацијата за дојдовен туризам? Најпрво благодарам за поканата. И ние во Асоциацијата мислиме дека потенцијалот на Македонија, значи, последниот во континуитет се развива како дестинација. Искрено, знаеме последниве 10 години, како што кажа колегата, имаме раст скоро од 100%, значи, и тој раст очекуваме дека ќе продолжи во истиот тренд. За потенцијалот, видите, тоа ние Македонија сега моментално ја користи шансата што е дадена. Се повеќе, значи, модерните туристи ги бараат условите што ги нуди нашата држава. Значи, модерниот турист се помалку е заинтересиран за плажи, за тие класични одмори. Се повеќе има тенденција за уживање во природа, комуникација со локално население. Значи, веќе модерниот турист очекува дека ќе добие адекватно хотелско сместување, адекватен транспорт, по некој свет нормални стандарди, и веќе за него најважен момент е доживувањето. Македонија, нашата непосредност, нашата гостопримливост,
органското производство на храна. Сите тие атрибути ние треба да ги искористиме. Недопрената природа. Значи, ние, тоа се нашата шанса, тоа е потенцијалот кој што мислам дека имаме шанса да го пробиеме на светскиот туристички пазар. Се разбира, туризмот, дојдовниот туризам ја викам, тоа е маратон. Значи, макотрпна работа, значи сега моментално ние ова година е затворена све што се продаде за ова година уште минатата есен. Сега се работи интензивно на промоција и на продажба за наредната година, значи за 2018. Виле? Македонија има извонредни потенцијали, извонредни можности, наку со да ја впишеме, таа е со извонредна географска положба, е крстопат, е транзитен коридор, со извонредни природни потенцијали, планини, езера и недопрена природа, со многу археологија. Ако ние само ја понудиме од археолошки аспект, цела Македонија може да биде локалитет. Имаме над 4000 археолошки локалитети, со извонредна еногастрономија, со многу сончеви денови, блага клима. Значи, сите тие потенцијали ги имаме, за да можеме да ја понудиме како цела туристичка дестинација, а не делови од Македонија. Треба да го искористиме тоа и да создадеме продукти, да ја афирмираме како туристичка дестинација. Ете да посочиме конкретни места каде што има потенцијал за развој на алтернативниот туризам, зашто мислам дека ги има доста такви места во Македонија. Ако мене ме прашате конкретни цела Македонија. А вие истражувавте нели долго време? Истражувам се уште. Недопрена Македонија која има многу нешта да каже. Јас работам една посебна програма на туризам низ легенди. По мене најбитното е да направиме добра приказна, генерално да имаме можност да посакаат да дојдат нешто што не виделе. Низ една добра приказна тоа може да поминува како такво, бидејќи сите знаеме, туристот е човек кој има слободно време и пари. Нашиот начин како ние тоа ќе го намамиме да дојде кај нас да го доживее, зависи само од нас. Јас последниве години доста работам на ловен туризам, биодиверситет, спортски туризам. Еве сега во последно оваа година започна со еден тип на кременко туризам од праисторијата, буквално нешто што програми кои има шанса да поминуваат бидејќи се уникатни по својата природа. Гастрономијата и гастротуризмот е исто нешто што е во подем и многу битно. Ние нема место кое нема свој специјалитет или нема своја храна. Во мојата програма на Кинг Марко Ленд ние имаме Крале Марко храна, тоа е се што го имало во 15 век до 14 век. Во тоа нема пиперка, патлиџан, компир, се што ние сега го примаме како додатна храна, меѓутоа недоволно пласирано и недоволно познато. Значи има можности, има варијанти кои ние можеме да ги разработиме и по мене само фали една генерална стратегија на можностите и на каков тип на туристи тоа ќе им го нудиме. Има ли воопшто Македонија стабилна ценовна стратегија? Во поглед на цени за гостите? Да. Па да, ние сме многу интересен пазар, бидејќи 7 дена престој во Македонија на база полупансион во хотели со 4 звезди кошта колку една вечера во Дубровник. Значи Македонија е многу примамлива за странските гости. Меѓутоа треба да се најде начин како да се продаде приказката, што вика колешката, за Македонија. Тоа е многу интересно. Ние како и во се што се бара приказната нешто го пред 10 години јас започнав со тие балкански тури и Македонија ја стави во комбинација со сите бивши југословенски земји, плюс Албанија. И тогаш беше тешко. Значи, кога почнувавме со тие програми и фактички, пошто имавме конкуренција, Париз ни беше конкуренција, Прага ни беше конкуренција, Тајланд, Дубај,
Меѓутоа, кога се скоцка таа програма со 7-8 држави, во 10 дена да се посетат, сега, значи, годишно околу 250.000 странски гости од сите, значи, зборам, од Азија, од Турција, од Малезија, што знам, од Сингапур, од Кореја, сите тие ги вртат овие 10 дена, значи во 7-8 зими, ги посетуваат сите овие земји. Сега, предноста, значи наша што беше што ја вметнавме Македонија, беше секојаш она ценовната политика што има, и хотелите, и рестораните, значи имаме многу интересна понуда. Само што треба тоа некако да се надогради и квалитетот да се усоврши. Ние сега имаме друга ситуација. Сега ги имаме гостите, треба да имаме квалитет. Меѓутоа квалитетот бега, кадри нема, многу квалитетни кадри сите се селат, одат да работат на други места. Тоа е многу проблем и за хотелиерите, и за рестораните. Сега ова го збориме алтернативен туризам. Да, алтернативен туризам, и да кој ќе го работи тој алтернативен туризам? Треба некој да седне, да прави програми, да организира, да вакво. Ние све збориме, ќе правиме. Не треба да правиме, треба да направиме. А да направиме ни треба конкретно да имаме, значи, персонал. Немаме персонал, немаме програма. Не треба да збориме така вакво, треба да се направи програми. Колку села во Македонија живеат 12 месеци? Само едно. Да. Само едно. Вевчани. Кое друго село ти живее 12 месеци? Оди во Италија, имаш 12 месеци села што живеат, што функционира. И секое село има Прада продавници, има, што ја знам, Фенди, има Кристијан Диор продавници. Овде немаме ние села активни. Кај ќе го сместиш? Мора да се, значи, не веќе ќе правиме, него да направиме. Ако правиме, да направиме, да најдеме кадар. Кој ќе го прави тоа? Како ќе го прави? Со што ќе го прави тоа? Алтернативен туризам збориме, да, има полемика, меѓутоа колку агенции имаат кадри своји вработени за да направат тоа? Знаете ли дека треба 3 луѓе да работат, специјално да направат програми за 4 луѓе да дојдат за 7 дена? Тоа треба да се работи, треба да се направи тоа. Значи треба више да преминеме на конкретни работи, да се направи се до тоа. Не само со вакво, најперспективно е масовниот туризам. На Македонија треба масовен туризам од големи аспекти. Значи поголем број чартери, како што се ова што доаѓаат од Холандија, од Полска, од Израел, од сите други земји. Значи тоа е тој туризам кој што може да ја дигне. Потоа на тие чартер на масовните туристи им продавате како екскурзии и со тоа нешто надополнувате. Меѓутоа стварно имаме проблем. Зашто нема некои активни села кај што ќе може да продавате такви тури? Пример вински тури. Да, вински тури се е окей, ќе ги донесеме гости, кај ќе спијат? Има проблем. А постои интерес? Конкретно англичаниве се заинтересирани или за тој вински туризам? Има огромен интерес. Ние сме, значи, на најубаво место за такви работи. Меѓутоа, еве, ќе го однесете човек во Кавадарци, ќе го презентирате, ќе има убав ручек, ќе се напие малку повеќе од виното, каде ќе го сместите? Ако го вратите во Скопје за 100 км, туристот ќе се разболи, ќе повраќа. Значи, мора да има кај ќе престојува, кај ќе, ако за тоа му го доловите. Тоа е целата работа. Надам покасно ќе зборуваме за таа тема, сакав за ценовната политика. Таа е директно врзана со понудата и ако гледаме од аспект на странски туристи, цените што се за нивни потреби, за потребите на странските туристи се добри. Меѓутоа незадоволството е на домашните туристи, а тие цени се врзани со многу кусата туристичка сезона во Македонија. Погледаме охридската понуда, па и зимските понуди, многу се куси сезоните, така да понудата е врзана да оди со повисоки цени, компарирајќи ги соседниве земји. Ако гледаме Бугарија од аспект на зимски туризам или Грција од аспект на летниот туризам. Заради кусата сезона, понудувачите имаат понесоодветни цени за домашните туристи. И тука е таа разлика во незадоволството на домашните туристи односно на цените на понудата. Дали воопшто се и соодветни цените на туристичката понуда? Да, во Македонија можеме да кажеме дека цените се навистина коректни. Искрено се развива, можам да кажам дека последниве неколку години се развива. Сега, едно е прашањето за алтернативниот туризам, како ќе го ставиме во законски рамки, примерно посета и ручек во фамилија. Тоа е малку
знаете, ризик има затоа што треба да го предвидиме сега и како законско решение тоа како ќе биде, тоа го бараат странците. Значи постои интерес, работат некои од колегите и ние работиме, значи интензивно за развивање затоа што тоа го бараат од нас клиентите. Значи бараат тоа да му се даде. Тоа го барат, ама нема на терен кој да го реализира тоа е проблемот. Полека некој Не е само да се збори, треба да се реагира, да се направи тоа. Значи ние работиме на масовен туризам и го правиме масовен туризам. Алтернативен туризам се збори. Каму е резултатите? Нема резултати. Нема кој да го спроведе тоа. Значи, за да се направи тоа, треба резултати. Ние збориме со резултати, масовен туризам. Ние пред 10 години одевме во Холандија и теравме луѓе да доаѓаат и дојда. Се направи со субвенции, со тоа веќе доаѓаат, има бројки, има резултати. Меѓутоа, алтернативен туризам нема човек кој да спреми програма. Треба тројца луѓе да работат цела недела или 10 дена за 4 души да дојдат 3 дена во Македонија. Го правиме тоа, знаеме дека. Добро, може би домашните туристи ги раздвижи овој алтернативен туризам, господин? Јас морам да се уфрлам. уфрлам. Значи, работам туризам од своја 17-та година, имам 66. И холанđани доаѓале и во моје време, и доаѓале и туристи кои поминувале низ Македонија. Македонија е мала земја, ние мора тоа да го сватиме. Можностите за понуда, јас не работам и не сум за масовен туризам, обработувам туристички тури, работам. Мојата програма значи комплетно да се припреми туристичката тура. Ние идеме обратно. Ние имаме туристи, ама немаме понуда. Сега се жалиме дека немаме ни персонал. Обратно се работи. Се припрема теренот, се припремаат луѓето кои треба. Вие не можете да развиете ни еден рурален туризам ако дојдете само да ги донесете гостите, а поединецот од тоа нема бенефит. Тој нема да соработува со вас. Значи, треба прво да го научите дека треба и дека од тоа ќе има корист и дека тоа може да му биде работа. Тогаш ќе имате успешен туризам и успешна можност за тоа. Долги години работам, пак ќе кажам, работев како советник за туризам во Јасен, таму се скапи турите. Значи нема ефтини, нема многу туристи, меѓутоа сите што се отишле биле задоволни и препорачале да се дојде. Тоа е единствениот пат по мене по кој можеме. Јас би сакал нешто да кажам, исто така не се слагам со колегата дека Македонија треба да го развива масовниот туризам, веќе масовниот туризам секој пат прави деградација на она што е на локално ниво на понудата. Автентично, традиционално, природни вредности. Еден пример ќе кажам, соодветен на тоа, Венеција. Венеција е една од најпосетуваните дестинации во светот. Пред 20 години во Венеција живееле 74.000 луѓе, а сега живеат негде 43.000 луѓе. Се иселуваат луѓето заради неодржливо развивање на туристичката понуда. Туристи има премногу, тие што се во областа на туризмот имаат заработка, имаат бенефит, а оние што не се во туризмот им се поскапува начинот на живење, им го ремети ритамот на живење, што значи одржливоста не е застапена, практички влијае директно на начинот на живење. А одржливиот туризам треба да се грижи за зачувување на културата, традицијата, природните вредности, значи треба да се внимава на тоа. Македонија има предиспозиции за алтернативни форми на туризам, меѓутоа, како што вели колешката, тоа е процес. Ние успеавме да ја афирмираме на меѓународно ниво со субвенциите, со многу авионски летови, со многу повеќе мерки кои што ја афирмира на меѓународниот пазар, меѓутоа не ја развиваме соодветно понудата и нивото на квалитет на понудата и немаме доволно туристичка понуда. Туристичката понуда по мене треба да се базира на мали семејни бизниси во рурални средини, каде што не треба големо вложување, а тие би ја давале туристичката понуда, а агенциите и туроператорите ќе ги прават програмите за да ги носат во такви рурални средини, каде што локалното население ќе има директен бенефит и од продуктот што ќе го создаде и од производите што ги произведува на локално ниво, да има економски бенефит. Од тој аспект сметаме дека тоа е. Значи, да се разбереме. Ја дефинитивно се согласувам со колегата дека не би го нарекол масовен туризам, затоа што повеќето од наши клиенти што доаѓаат за посетување на тие што се групи во балканските тури за културното наследство. Тие групи сега моментално на нашите агенции кои што не се ни толку многу во дојден туризам ни требаат. Тие
обезбедуваат на еден начин ресурс за да можеме да го развиваме тоа што сакаме да го развиваме. Тоа што сакаме да даде вредност за локалното население, за државата. Тие работи одат рака за рака, значи треба да се направи баланс. Треба у исто време да се грижиме и за тие туристи, да ги развиваме и да добиваме повеќе групи, но во исто време да се насочиме во една поплатежно способна категорија на туристи кои што дневно трошат и остануваат во државата $100 на ден. Кај што знаеме, јас и колегата колку е заработката на тие со групи 50 луѓе со автобус, знаеме колку е на тие 5 луѓе што ќе дојдат со точаци 7 дена низ Македонија, кои што примерно на 8-9 луѓе се ангажираат двајца водичи, се ангажира локална инфраструктура, сакаат да спијат во куќите во Вевчани, да не биде класично хотелско сместување. Бенефитот, вредностите да останат и да се мотивира локалното население да се вклучи во тој процес. Значи, тие работи се не можеме ние, не сме на тоа ниво да кажеме од сега натаму, точно е, значи тоа е се на еден начин во зародиш, но дефинитивно тоа е еднината. Тоа и странците, посебно западноевропските туристи, тоа се повеќе го бараат. Затоа што ако он треба да одлучи да дојде за летување во Охрид, примерно, холанѓаните тоа се традиционални гости кои што се добри за нас, се враќаат по неколку пати, скоро секоја година се враќаат. И тоа е во ред. Но другите туристи избираат други дестинации. Ние не треба да предложиме нешто. Еве, значи, ние многу малку го експлоатираме тоа што, да речеме, на Демиркапи е на сат и 45 минути возење од Халкидики. Значи, сите големи светски туроператори оперираат, европските, ту и Томас Кук. Ниту една наша програма како за екскурзија за летување, тие што летуваат тамо, ниту една програма не се продава, ниту винска програма, ниту пешачење се продава, ништо. Значи, ја знаеме ситуацијата со нашите соседи, дека они намерно тоа не сакаат да го направат, но ние треба да се избориме за позиции, да влеземе во тие оператори, да ги сервисираме гостите, пошто се повеќе они една недела сакаат да престојуваат и тоа го кажувам од искуство, од комуникација со германски туроператори, австрийски туроператори ни кажуваат 7 дена сакаат sun and bed на плажа. Така. 7 дена сакаат по планина запознавање на локално население. Тоа е тренд и тенденција. И јас сакам кратко еден податок да кажем, бидејќи во контекст на ова, се сложувам со колегата дека многу е тешко да се направи тура во рурални средини, бидејќи нема соодветен персонал, нема соодветна понуда, нема квалитетна понуда за да агенциите може да направат такви тури потполно. Меѓутоа мораме да ги создаваме тие продукти затоа што треба да ги следиме трендовите. А трендовите на светско ниво покажуваат дека активниот туризам е актуелен и расте за 4% на светско ниво, а класичниот туризам за 0,9%. Што значи турите веќе се покуси во време траење и помал број на туристи веќе патуваат, знаејќи каде патуваат и што очекуваат таму каде што патуваат. Значи мораме да го следиме тоа и да се прилагодуваме на барањата на светските туристи за да можеме да даваме соодветно. Веќе ми сигнализираат од режија дека треба да идеме со реклами, а за кратко се враќаме повторно во студио и со разговорот на тема дали сме подготвени за престојната туристичка сезона. Продолжуваме со разговорот на тема дали сме подготвени за престојната туристичка сезона, а обично кога се зборува за туризам години наназад, нели прв муабет е или она што ни е главна булка, инфраструктурата. Дали можеме да кажеме дека еве последниве години се подобри инфраструктурата и дека се достапни сите места, барем оние што имаат потенцијал за развој на туризмот во Македонија? Повелете. Јас би кажал дека сега се започнува со некакви иницијативи за создавање посериозна инфраструктура, меѓутоа е многу задоцнето. Многу порано требаше да се создаваат тие услови, таа покреп што се вели тешка инфраструктура која што опфаќа патишта, железници, канализации, депонии, водоводи.
Доколку тоа го создадевме на територија на цела Македонија, ќе можевме да влијаеме да се намали миграцијата село град или воопште миграцијата од државата, бидејќи ќе ги создадевме основните услови на руралните средини да ги имаат сите придобивки што ги има градот. На тој начин можевме да влијаеме и да понудата биде посоодветна и поквалитетна во однос на туристите. Така да сметам дека е задоцнето тоа, меѓутоа сепак се прави, веќе се работи на подобрување на патната инфраструктура, а исто така во однос на инфраструктура можеме да кажеме дека и меката инфраструктура која што прави врски меѓу туристичките понудувачи, например кластерите, потоа лаговите или сите тие задруги здруженија кои што заеднички може да маркетираат продуктите и заеднички да ги решаваат проблемите на локални нивоа. Шансата на Македонија е во мали семејни бизниси, во мала туристичка понуда, зборам за развој на туризмот на база на културен, екотуризам, активен туризам, она што е тренд во светот, и сметам дека во догледно време паралелно со соодветната кампања и пропаганда и големиот број на авионски летови ќе ги даде резултатите да и на руралните средини има поттик и развој на овој тип на туризам. Да слушаме? Па, мислам, забележливо и дефинитивно дека има подобрување во инфраструктурата и во Дали се достапни сите оние места кај што постои можност за развој на алтернативниот туризам? Па генерално да. Те не се веќе достапни. Генерално може да се каже дека се достапни. Значи, не само, значи, инфраструктурата се подобрува секојдневно, тоа е факт. Значи, гледаме дека се прават и кон Охрид се прави автопатот, значи кон Велес се направи експресен пат, од Велес натака. Значи, мислам дека се работи на инфраструктурата и мислам дека да, дефинитивно треба да се подобри, ама се работи на тоа. Значи, се работи. Генерално мислам дека фали добра стратегија. Значи, одреден реон, ако решиме да го промовираме, да го користиме како туристичка дестинација, сите услови треба да ги имаме предвид и да ги направиме онака како што очекуваме. Земете, јас ќе ви кажам еден пример кој сигурно на сите ќе ви биде јасно, Кокино. Нити имате добра пристапност, нити имате можност да вие, кога ќе донесете гости, понудите повеќе од тоа, освен да го видат Кокино. Така. Тоа е еден од милион, можеби, такви места и дестинации во Македонија кои треба да се доработат, кои не можеме ние да ги нудиме ако не сме за тоа способни. Патната инфраструктура е битен фактор и за привлекување странски инвеститори. Еве нема да одиме подалеку, ќе земеме за пример Бугарија, соседството, нели? Направија вистински бум, особено кога е во прашање хотелиерството и ренесанса, би рекла, доживуваат последниве 10-15 години. Постои ли интерес за инвестирање во Македонија кога е во прашање хотелиерството, например? Врз основа на ова, пред 10 дена имавме пресконференција во Сојуз на стопански комори. Значи, дадовме една идеја. Таа идеја е многу интересна и многу добар проект, како што каже колешката. Значи, ни требаат регионални туристички организации во кои што ќе членуваат претседателот на општината, претседателот на советот на општината, хотелиерите, собствениците на хотелите во таа општина и видните бизнисмени кои што се заинтересирани за подигнување на туризмот во таа општина. И сега овие резултати, овакви регионални туристички организации дадат резултати во Србија. 1,2 милиони евра имаат приход од туризам во 2016 година Србија. 200 милиони повеќе од Црна Гора, која што излегува на море. Да. Значи, кога ќе имате градоначалник, председател на совет на општина, собственик на хотелиерите, собственик на хотелите кои што се таму или кои што сака да гради, они кога се во оваа регионална туристичка организација, сите своји проблеми тековни заедно ги решаваат, и инфраструктурни проблеми, и поттик за нови хотелски инвестиции, и рестораните, сите тие заеднички во тој регион ги решаваат тие проблеми и заедно одат на трети пазари да промовират и да носат што поголем број на туристи. Значи, ни фали тајна иницијатива
иницијативата мора да се превземе сега во пресред на новите локални избори кои ќе се одржат, се надевам што поскоро. Значи мора да се превземе оваа иницијатива за да се решава, значи секој регион да си има своја регионална туристичка организација. Многу има ефект тоа. Ние сега имаме агенција за промоција на туризам, она оди на сајми, ќе се појави еден двајца од агенции, нема никој од хотелите, нема никој decision maker, нема кој што како да привлече. А вака кога ќе бидат, значи регионални туристички организации, кога они ќе отидат во Србија, кога ќе они отидат во што знам, во Бугарија, во Албанија, ќе отидат во Босна, многу поголем ефект, многу поголема промоција ќе направат и ќе привлечат градоначалникот кој ќе биде во тоја регионална организација. Он ќе даде посебни услови за нови инвестиции на хотелиери. Ќе донесе, ќе му каже ќе имаш толку добри услови да изградиш нов хотел. И фактички со тоа ќе има многу подобри услови да се изгради хотел. Као што кажавте, во Бугарија има, значи, со години назад се инвестира во хотели. Пример Банско, Приморието, сите тие работи, меѓутоа Бугарија веќе стигна Грција во поглед на број на туристи. Значи имаат сериозно добра понуда. Ние сме многу далеко, се надевам дека за неколку години ќе успееме. Значи еве сега полека никнуваат убави хотели и во Македонија, меѓутоа сепак сме далеко од тие работи. Ако се направи ваква инфраструктура, значи регионални туристички организации, на Охрид, на Струга може едно, на Скопје регионална туристичка организација, на Дојран и Гевгелија на една туристичка организација, на Берово, Делчево, Пехчево во една регионална туристичка организација, Кавадарци, Неготино една туристичка организација. Многу поголем бенефит, многу голема добивка ќе имаат тие општини со тоа локално ако се ангажираат повеќе. Локално и decision makeri се. И председател на совет на градот, и градоначалникот, и собственикот, пример хотел. Собственикот на хотел ќе биде тука. Он ќе кажува тековните проблеми со градоначалникот, со председателот на општината, со председателот на советот ќе ги решаваат. Ова ми треба, тоа ми треба, стимуланс ќе добија, изгради нов хотел, изгради спа, изгради бања, изгради ова. Значи заедно се ангажираат. Тогаш ќе имаме ќе цвета туризмот и овој што го споминаме алтернативен туризам. Тоа е значи она што треба. Заеднички да се решава. А сега имаме значи незаинтересирани хотелиери, значи све е оставено што ќе направи агенцијата за промоција на туризам. Трчаат луѓето, прават, меѓутоа друго е кој ќе дојде човек што е засегнат, значи собственик на хотел, градоначалникот ќе има многу поголем бенефит во градот, ќе има многу пример ако има некој проблем со патишта за некои манастири, што знам, за некои други туристички места ќе се направи, ќе се поправи, во програмата ќе се земе, значи сите ќе се инволвираат. И не да се среќаат еднашка на 6 месеци, месечно, еднаш, два пати да се среќаат, пошто стварно има бенефит. Туризмот е многу убава дейност, значи ако се земе сериозно, може многу профитабилна и доколку се работи професионално. Да, све тоа, значи странски гости, а и македонски гости. Зашто луѓето идат во Бугарија? Зашто не одат на викенд во Кавадарци или во Неготино? Да одат, пример, да направат еден викенд таму. Зашто не отидат луѓето во Битола, во Пелисе да одат на викенд? Нема. Зошто туристичките агенции ги немаат македонските туристички места во своите понуди? Ги имаме, како ги немаме, ние ги имаме, меѓутоа никој не купува. Тоа е проблемот. Значи, ние нудиме све. Зашто? Ние нудиме и Попа Шапка, и Маврово, нудиме и Пелистер, нудиме и Пониква, меѓутоа сите идат во Банско, сите идат во Боровец. Зашто? Поради тоа што таму имаат спа центри, имаат убави хотели, што како, значи сите тие работи. Не одат во Охрид летно време, одат во Грција. Зашто? Одат на море. Значи не дека ги немаме, сите ги имаме, сите ги нудиме, меѓутоа не е така едноставно. И ние треба, значи, овие локалните македонски места да се нудат 56 недели, значи секој викенд некој дојде со фамилијата на викенд, да ја шета Македонија, да ја запозна, додат. Зашто не отидат на викенд во Битола? Зашто не отидат на викенд во Берово? Зашто не отидат на викенд во Охрид? Значи секој втор викенд негде да се оди. Немаме и таква навика кај македонските туристи. Да афирмирам една програма во контекст на неговиот коментар, тоа е лидер програмата од Европската унија, која што веќе е достапна за Македонија и баш која опфаќа лаговите, тоа се локални акцијски групи кои се создаваат на база на интересот на регионот, кај што се создаваат лаговите,
значи учесници се во лагот општината, бизнис секторот и невладиниот сектор. Прават тело кое раководи со лагот и може да аплицираат на европски пари кои за следните 4 години се 700 милиони евра достапни за проекти од налаговите на ниво на југоисточна Европа. Тоа е една можност која што се уште за жал не е започната со апликации, се уште административни припреми се прават, иако веќе помина повеќе од година и пол, меѓутоа тој ќе биде одлична можност за ова што вели колегата, регионално развивање на одредени региони кои сака да се развиваат со туризам. Понудата на домашната понуда за домашните туристи е послаба и од аспект на интересот на нашите туристи и од аспект на ценовната политика што велиме, избираат да одат на море или во другите земји каде што цената за нијанса е можда пониска отколку кај нас. За жал и квалитетот на понудата кај нас не е соодветен, не е доволен за да можат агенциите соодветно да ги нудат нашите дестинации. Значи многу повеќе треба да се подигне нивото и стандардите на понудата. Да. Јас пак ќе кажам, стратегија е најпотребна. Моето здружение King Mercoland веќе 10 години работи со правни лица. Нашите членки се правни лица и јас сите овие 10 години ги имам поминато во општини, во можност да контактирам и со градоначалникот и нивната служба за туризам, луѓето кои работат во тие предели. Морам да ви кажам дека многу малци и знаат што имаат и како тоа да го искористат и како да од тоа направат туристички продукт кој ќе се продава. Да не зборуваме дека понатака маркетингот или нешто што значи промовирање на тоа е веќе некоја следна фаза. Јас работам сега во моментов еден календар со 10 теми во кои вие календарски можете да видите што можете денеска да очекувате и каде гостинот или каква програма да направите. Нашите туристички агенции, за жал, се малце образовани во смисла на тоа да си ја познаваат сопствената држава. Тоа е неверојатно колку нема можност да направи квалитетен програм. Кога почнав со Експлори Македонија проектот на USAID, што беше најтешкиот дел беше програмите. Значи сите беа копи-пейст. Се едно те исто и кој ќе видам дека се нудат 5 цркви во еден ден да се помине, мене ме фаќа еза, затоа што навистина тоа е далеко од реалност. Господине Сулев, што мислите вие, дали доволно се застапени македонските туристички места во понудите на македонските туристички агенции не подалеку? Туроператор кој што работи исклучиво дојдоен туризам, значи ние во нашата понуда и членките што се во нашата асоциација грото, значи можам да кажам 90% работат само incoming, така да јас лично забележувам дека има раздвижување во тој дел, дека се инвестира и во хотели, макар да тоа треба да оди малку побрзо. Значи треба ние кога имавме првата туристичка берза, рековме дека ќе се заложиме со нашите членки хотелиерите со кои што работат агенциите за дојдоен туризам, да се обезбеди тие хотели што ги имаме сега, да се обезбеди ефтини кредитни линии кои што ќе добијат они услови за да ги реновираат тие постоечки објекти кои што ги имаме. Значи, ние прво треба да обезбедиме услови постоечките капацитети да ги адаптираме на едно повисоко ниво. Има приватна иницијатива, некои сопственици сами го прават тоа, значи се повеќе знаеме. Конкретно тука предничи Скопје заради потребата на бизнис клиентите, Скопје оди напред, се отворија многу нови хотели кои што ги исполнуваат апсолутно сите услови. За жал тука Охрид заостанува и мислам дека треба да се работи тие капацитети што се актуелни, што ги имаме, да ги адаптираме на новите стандарди. Само да се надоврзам, македонските туристички агенции сите знаат за Македонија. Многу го знаат. Меѓутоа, значи, јас сум представник на туристичките агенции кои што работат и аутгоинг туризам. Меѓутоа, не можете вие на агенцијата да му обезбедите профит ако он само продава Македонија. Он мора да продаде други дестинации за да исклучи, да извади плати да прати доприносите. Македонските туристички места не се продаваат. Не дека се необразовани туристичките работници, многу се образовани, многу знаат
они чим прават, вртат оборти, прават профити, они се многу образовани во овие тешки времења. Меѓутоа, они немаат интерес кај граѓаните. А зашто нема тоа? Ние не сме криви. Ја тоа сакам да го кажам. Значи, еден обичен граѓанин не оди на викенд во Охрид или во Берово или во Битола. Зашто ние не сме криви? Оди во Грција, оди во Хрватска, оди во Словенија, во спа центри. Ма не сме ние агенциите криви, не сме ние необразовани. Ама или така, Јас сум исто таа бранша. Да, значи мене не ми е срам да кажам дека македонските туристички агенции, јас ги застапам овде, значи сите се образовани и сите убаво знаат што е убаво во Македонија и што треба да се нуди. Не смеете да кажете дека не знаат нешто или не вако, ве молам. Значи, тоа е, мислам, еден регрес према фелата. Така, добро, прашањето му беше во понудата конкретно, дали ги има, не навлегуваме колку се информирани како водичи, тоа е веќе друго прашање, нели? Би сакала да ве прашам дали е воопшто подобрена сликата со новите авиолинии кога е во прашање туризмот во Македонија? Па има феноменално, значи е подобрено. Вие од Скопје имате сега на 35 места, 35 дестинации во Европа и во светот. 37 веќе. 37, да, 35 беа, 37 дестинации, значи, што се лета од Скопје кон други. Никогаш не било вака. Се надевам дека ќе продолжи ова. Не знам каков е договорот со овие компаниите, меѓутоа, значи, влегувањето на концесионерот ТАФ фактички направи една радикална промена. Од 2011, фактички, денеска е 2017, за 6 години какви промени има во оваа сфера, јас сум презадоволен. Се надам дека ова ќе продолжи и дека ќе има плюс, значи плюс ќе оди, бидејќи ние не сме верували дека може ова нешто да се случи. Кога ни го кажува ова пред 7-8 години, ние не верувавме. Бевме навикнати на 3-4 дестинации, Цирих, Дизелдорф, Рим, случајно ако има Истанбул ако лета, а сега имаме 37 дестинации и сите авиони се скоро полни. Значи, многу убава политика за поздравувањето. Така. Според мене најголема заслуга за зголемиот број на странски туристи покрај другите мерки што ги прави и агенцијата со субвенциите, има најголема заслуга имаат авионските линии, авионските летови и лоу-кост летовите, бидејќи Македонија е мала земја, неоткриена, непозната. На овој начин луѓето и уопште туристите дознаа многу повеќе и веќе стана достапна за туризам и е најголем допринос за развој на туризмот и постојаниот раст на туризмот од странски туристи од година во година е благодарение на тие авиолети. Така. Какво е влијанието на маркетингот за развој на туризмот или еве конкретно за да привлечеме што повеќе странски туристи? Знаеме ли да се представиме во вистинското светло и пред светските медиуми, па нормално и на сеимите за туризм? Од ден на ден маркетингот станува најзначајниот сегмент на туристичката понуда, бидејќи глобализацијата и современата технологија ги направи информациите достапни до секого во светот. И ако не се следат и ако не се користат тие алатки, тие средства што ги нуди современата технологија, ќе се заостане за другите земји кои што се нудат на туристичкиот пазар. Ако се заостане, просто не може ни да се фати чекор. Ние сме мала земја, шанса ние да ја промовираме целата земја као дестинација, секако велиме Охрид како мамка, како атракција, како заштитен град на УНЕСКО, меѓутоа цела Македонија е достапна од Охрид до било кое место во Македонија доколку се подобри патната инфраструктура. Значи маркетингот станува веќе многу значајна алатка и ако и многу применлива, значи ќе се променат и пристапот кон туристичката понуда, кон клиентите веќе ги имаат точните информации, знаат каде сакаат, сами ги бираат дестинациите, дури сами се организираат, почнуваат на штета на агенциите сами да прават групи за патување и мора да се следи. Веќе представувањето виртуелно на одредени дестинации, слики, видеа, сето тоа се достапни за секој и мораме да ја следиме, мораме да ја применуваме, зборам како земја за да ја афирмираме земјата. Така, господјо Гордана, јас би рекла дека ова одличен придонес пред се афирмација и промоција нели на убавините на нашата земја, кога станува збор за ова ваше издание, водич за Македонија, туристички водич. Какви податоци може да добијат странците во ова издание? Мислам дека во ова издание веќе може
да кажам слободно дека сите можни податоци може да ги најдат, меѓутоа ја морам да напоменам дека и можностите на маркетинг, ова е само еден вид од маркетингот, можностите на маркетингот се навистина неограничени. Јас работам на социјални мрежи, имам дневна посета од 50.000 посетители дневно. Максимално се трудам да ги дадам сите тие податоци што може да ги добијат. Еве, пред малце реков и на дневна база. Морам да кажам дека можностите на маркетингот се нешто што дава можност и да контактирате еден со гостинот или со посетителот или со оној кој е намерник да дојде или дошол па да се снајде, да му помогнете во сето тоа, и навистина мислам дека е тоа нешто што во значајна смисла треба се повеќе да се развива. Колку ја користат туристите Македонија за престој, а колку како транзит? Ја би сакал да се навратам, ако може, за маркетингот. Како не, повелете. Мислам дека последните години се направи многу добра кампања за Македонија. Дел од резултатите се точно авионските полети. Македонија стана достапна, но исто така и маркетингот се одржа конференција на ETTA во Охрид, кој што допринесе да Македонија биде да излезе на насловна страна на неколку познати магазини за туризам, кој што е многу важно. Излезе на National Geographic Охрид со Канео, излезе на Wanderlust, на Lonely Planet, беше како Top Emerging Destination за 2016 година, значи 2017 сега. Значи сите тие работи допринесоа, значи, за позиционирање на Македонија. Исто така, еве сега во тек може да ви информирам дека е подготовка заедно со име програмата преку швајцарската влада од 17 до 19 мај 10 агенции што работат Incoming Tourism ќе имаме роуд шоу во Швајцарија, во Цирих и во Берн. Исто така интензивно самите агенции. Ја би кажал дека еден од пошто дојдовниот туризам на еден начин можам да кажам дека е доста млад во Македонија. Каже и колегата кој што е поискусен дека тоа интензивно се работи последните 10 години. Не збориме за претходно во старата држава и за тоа. Ние агенциите проблемот е со лимитираните ресурси, како човечки, така и материјални. Значи, ние успеваме со тоа што располагаме максимално да го искористиме. Сами правиме, организираме роудшоу, пошто за да продадете дестинација како Македонија, верувате, треба да ги убедите луѓето. Треба да ги убедите во приказната, треба да ги убедите во тоа што го продавате. Факт е дека Македонија многу полесно се продава ако ја продадете во комбинација со некоја друга држава. Значи, морате да ја сврзите, дали ќе ја сврзите како продукт античка Македонија, дали ќе ја сврзите Мајка Тереза со Македонија, Албанија, Косово, дали ќе балканска тура 7-8 држави екс Југославија за далечниот исток. Значи, многу полесно регионалниот пристап полесно се продава. Сега се обидуваме тој трансфер да го направиме, да успееме да ја продаваме само Македонија. И тоа бара доста, верувајте ми, многу енергија, многу средства, убедување на нашите партнери дека заслужува се да имаат многу малку информации за Македонија, многу малку. Затоа е многу важно презентациите што ги правиме, фотографиите што ги презентираме. Значи, тоа се од маркетингот кој што ние веќе полека, фала Богу, се усовршуваме и го подигаме нивото. За другото... Дали ја користат најчесто Македонија за транзит или за престој? Па, ако ги гледаме тие тури што се примерно за... Ова се надоврзува на што го кажа. Да. Па може да се каже во тие балкански тури на еден начин е транзит, едно ноќевање во Охрид, едно ноќевање во Скопје, понекогаш едно само ноќевање во Скопје, примерно со поминување на Охрид, зависно тие од далечен исток генерално, и многу е важно за да кажеме дали ја користат како транзитна или за престој, кој го продава продуктот. Ако продуктот го продава, пример сега албанска агенција од Република Албанија. Значи, они продаваат Македонија и Албанија продукт 8 дена, кои што имаат само еден ручек во Охрид. Значи, сум ги видел тие програми на насловна, прво е Охрид со Канео,
во самата програма ја читате, по некои тие што се подарежливи ќе остават една ноќ во Охрид, инаку ќе Србите исто така ако прават програма, гледаат да поминат со едно ноќевање во Скопје, едно ноќевање во Охрид. Многу е важно агенциите што работат дојдовен туризам да успеат да на еден начин побрзо да пораснат, за да може да имаат поголем удел во колачот што се дели во тие балкански тури, да успеат да приграбат, затоа што како што кажав, да не се повторувам дека тој што ја организира турата те одредува. Значи ние кога правиме Античка Македонија, правиме 5 дена Македонија, Република Македонија, Северна Грција ставаме 3-4 дена. Грците кога прават со 7 дена, а 2 дена Македонија претрчување Охрид, Скопје Охрид, значи тоа е тоа. Фабриките на производот сме ние. Колку сме ние посилни како туроператори, толку е подобро за целиот македонски туристички продукт. Значи наша да додадам. Да, повелете. Кога почна да работам King Marco Line програмата, јас имам авторско право за Македонија, Србија и Бугарија. Со намера да ние бидеме главните организатори, да другите можат само од нас да побараат согласност. Мислам дека тоа, пак ќе кажам, стратегијата и генералната политика на нешто што правите е од битна важност. Ние недоволно водиме сметка за тоа. Јас би се надовзал на стратегијата што вели Гордана, дека треба да правиме стратегија за развивање на туризмот и да ја искористиме местоположбата на транзитна локација, низ која минуваат меѓу 4 и 6 милиони, зависно од годината, туристи низ Македонија кои што не се задржуваат. Само ја минуваат на пат за Грција или други дестинации по нашите патишта, што значи дека ние, зборам генерално како земја, треба да делуваме стратешки, поточно на тие магистрални патишта да направиме одредени содржини што ќе го задржат туристот прво да застане, да се одмори, да има одредени содржини покрај патот за одмор, ресторани, за разонода. Например, ми доаѓа на памет етно селото што е направено на Водно, е извонредно комплекс, меѓутоа по мене доколку беше кај градско направено, ќе имаше можност да привлекува минувачи на тој транзитен коридор со уште додатни содржини како аквапарк или нешто друго. Ако успееме од тие транзитни туристи 5 или 1% да задржиме на час и половина, во тој момент да им понудиме и друга понуда што го има Македонија, па во следното доаѓање или да останат еден ден или два, на тој начин ќе ја зголемиме бројот на туристи ако делуваме стратешки преку тој транзитен коридор. Имате да додадете во врска со ова? Јас мислам дека делумно ми одговоривте на следното прашање, но мислам дека заслужува поголемо внимание, затоа што туризмот во голема мера зависи од угостителството. Колку имаме ние професионален кадар кој би можел да одговори на потребите на гостите, на туристите? Имаме професионален кадар, значи во угостителскиот сектор. Меѓутоа сега тоа е проблемот, се зголема обемот на работа, се зголема обемот на гостите и предизвиците, пример ти ресторанот има да прими 200 гости тој ден, а доаѓаат 600 гости. И нема за другите 400 гости, нема персонал и не може да најде, не може да се обучи така лесно. Тоа е проблемот. Затоа ние алудираме да се отворат нови средни училишта со средни училишта, пример за туристички келнери, водичи и се тие работи да се. И дали е доволно тоа? Дали им треба дополнителни обуки? Па им треба, да, меѓутоа треба да се образуваат кадри, бидејќи фалат, навистина фалат кадри. Сега рестораните и хотелите се изненадени од обемот на работа, бидејќи стварно има поголем обем на работа пред 5-6 години и не може да постигнат, не може со 3 ресторан со 3 конобари да постигне таков обем на работа, има работа за 10 конобари и услугата виси и сервисот е лош. Реков, најдобар маркетинг е задоволен гостин. Тој задоволен гостин ќе донесе уште 6 гости. Соседите, пријателите, фамилијата. Најдобар маркетинг е еден задоволен гостин што бил во Македонија. Сега, ако дојде некој гостин да чека 40 минути кафе или што да знам нешто во ресторан, тој е незадоволен. И он одмах пишува. Ние, значи, најдобар репер, најдобро мерило е се прават анкети на гостите. Значи, членките на нашата комора и имаме, значи, ние имаме извештај
кои хотели, кои ресторани, од кај се најзадоволни странските гости. И одма, значи, ако има некој проблем, веднаш им сугерираме на хотелите, на рестораните, ова не чини, тоа не чини. Нас не се лутат сега, кој ќе го кажеме тоа, меѓутоа ние објективно им го кажуваме тоа што ни го кажуваат луѓето. Конкретно пред некој ден во познат еден хотел лифтот се расипал, 6 сати луѓето биле во лифтот и ние имаме проблеми. 4 дена имаме проблем со партнерите кои што работиме, како да им објасниме дека тоа се случува, што, како, меѓутоа они не сакаат да го користат веќе тој хотел. И сега хотелот нас не се лути. Зашто е вака, зашто така? Ама ние не сме криви што се распал лифтот и немало кој да го поправи. Значи, мора да се внимаваат на тие ситници, на тие детали. Има сега зголемен обем на работа, зборам за странски гости, меѓутоа нема кадри да се пополни таа дупка, за да се обемот на работа се зголеми. Исто така 4 до 6 милиони странски гости доаѓаат, освен гориво, ништо не им продаваме. Дури ни сендвичи не им продаваме, што не е добро. Треба да се направи, затоа таа регионална туристичка организација што реков да се прави и тие, значи секој регион да си направи, значи е интересно. Пример, одите во Словенија, секој застанува на убава пумпа со овој ресторани да си купи, да се направи и секој човек у просек троши по 30 до 50 евра. Сега ти рачунајте тие 6 милиони, 4 до 6 милиони, да кажеме 4 милиони. 30 евра да потрошат, тоа се 120 милиони евра директен импакт во македонската економија. 30 евра да му продадеш ручек, некој сувенирче или нешто му направиш. Ништо не му продаваме, само гориво. Само гориво. И фала Богу што некои бензински пумпи се направија за да може и во тоалет да отидат луѓето. Порано немаше ни тоа. Значи, има работи што може да се направат, меѓутоа нема значи оној кураж треба да се направи, треба локалните власти да ги окуражат локалните бизнисмени да изградат, да направат такви работи за да се развиваат и општините. Така. Добро, може има дефицит од угостителски работници, вие подобро ја знаете состојбата, но прашање колку можеме да сметаме на тие што ги има, колку имаат познавање и знаење, вие најчесто ги посетувате винариите, господин Владо, знаат ли воопшто да послужуваат црвено и бело вино и во каква чаша треба и како треба да ја отворат флашата? Гастрономијата е значаен сегмент од туристичката понуда, за среќа ние го имаме тој потенцијал. Храната е квалитетот на храната и традиционалната храна што се приготвува кај нас е една од најизбалансираните кујни, која што е достапна за секој турист. И секој турист во Македонија во главном е многу задоволен од храната што ја конзумира. Значи, скоро сите туристи странски се презадоволни од храната што им се нуди на туристите. Виното станува значаен сегмент во туристичката понуда кај нас. Веќе имаме над 100 приватни винари кои што се грижат за квалитетот пред се на грозиото, а потоа и на виното. И на сите големи сајми веќе добиваат многу сериозни признанија и награди. Меѓутоа, обемот на производство не е толку голем за да бидеме застапени на светскиот пазар, меѓутоа во туристичката понуда е сосема добар, доли повеќе од добар, како значаен сегмент на понудата и сметам дека тоа е многу битно за Македонија, за афирмација на земјата како туристичка дестинација, а пак во однос на кадарот сметам дека не е доволно едуциран кадарот, а показатели имаме во угостителските училишта, се помал број се запишуваат луѓе од таа област и по други структури на ученици кои што помалку се заинтересирани да го работат тоа во иднина, што е недостаток на земјата, а пак многу тешко се задржува квалификуван кадар во малите места, во локалните места, во руралните средини, бидејќи нивото на заработка е многу пониско, бегаат во поголемите туристички дестинации или надвор и со самото тоа се губи квалитетот на понудата. Така. Веќе ми сигнализираат од режија дека имаме втор блок реклами, па еве, се извинувам што ќе ве прекинам на кратко, но за кратко се враќаме повторно на темата. Дали сме подготвени за престојната туристичка сезона? Дали сме подготвени за престојната туристичка сезона? Е темата на вечерашната дебата во отвореното студио на телевизија Нова. А за да бидеме подготвени, треба да имаме доволно сместувачки капацитети. Ги имаме ли? Сметам дека не се доволно, соодветно на
промоцијата и кампањата што се прави за афирмирање на Македонија и оние авионски летови што ги имаме, кои што ни возможуваат да донесеме туристи, но ние и да успееме према посакувањата да го направиме тоа, ќе се сретнеме со ситуација кај што нема да имаме соодветна понуда или во ниво на квалитет на понудата на зависно од таргет групата или во бројот на кревети кои што се потребни за развијање на туристичките дестинации. Јас сметам дека имаме возможност да зголемуваме бројот на сместувачки капацитети во руралните средини по еден модел италијански, така наречен алберго дифузо или во превод значи дифузни хотели, што би значило на ниво на дестинација организирање на мали групи на куќи кои што се карактеристични по својата специфика, архитектура карактеристична, меѓутоа се наоѓаат во рурални средини каде што има природни вредности покрај културните вредности. На тој начин се создаваат мали семејни бизниси или пак мали фирми, микрофирми, каде што неколку куќи може да се менаџираат од едно место и со самото тоа најмалку 5, 6 до 10 луѓе би биле вработени на тој начин. Ние имавме посета на таков еден модел во Челано, Италија, на 100 километри од Рим, каде што на едно место се менаџира 19 куќи на едно мало село, кое што веќе било напуштено и почнало да одумира. Луѓето се селеле од таму. Еден приватен стопанственик вложува во 19 куќи, ги уредува, ги адаптира традиционално како што биле, соодветно на некогашниот изглед и ги менаџира од едно место. Праксата му покажува дека туристите претежно од Рим доаѓаат и ги избираат тие сместувачки капацитети наместо да одат во класичните хотели, бидејќи на тој начин има поинакви доживувања, се враќаат кон традицијата, кон она што некој пат на кој начин се живеело и им приуштува поголема интимност, поголема непосредност. Сметаме дека тоа може да се примени кај нас, бидејќи од тој модел на Италија, Швајцарија го има преземено, адаптирано на своји потреби, исто така Хрватска, бидејќи има над 43% приватни сместувања во Хрватска, го има моделот преземено и ние правиме повеќе иницијативи и презентации за да го прикажеме и да го примениме тој модел кај нас. Мислам дека е изводлив и дека во иднина ќе биде применлив во нашата. Господин Кирин? Јас сум од овој систем има во Меѓугорје, во Босна, многу успешен модел тоа. Ето јас сум поборник на убави хотели со 5 звезди. Во последниве неколку години има тектонски поместување на мапата во Македонија, се изградија, се градат феноменално добри хотели и освен тоа што се градат, тие што беа старите хотели, тие малку се разбудија од сонот што ги затече и они почнаа се малце да работат, да се адаптираат. Да се адаптираат, бидејќи го изгубија пазарот. Фактички тоа се случува во Скопје, се случува пример во Гевгели, имаме одлични хотели. Има најава за инвестиции исто во Охрид. Неколку хотели нови се градат во Скопје исто, има најава значи да влезат и уште 2-3 многу познати светски ланци во Скопје. И значи мислам дека е тоа позитивно и за поздравување, бидејќи за нас како туристички работници е добро, бидејќи тие што чека само по себе да се полнат, сега почнат да размислуваат како да ги наполнат своите капацитети. Они не прават ни акција. Да инвестираат ако сакаат. И да инвестираат, и да направат нешто интересно и содржини за да ги привлечат гости кои што ги изгубија. За жал ги изгубија ради новите капацитети и за поздравување има, мислам, најава дека ќе се градат нови хотели. Овој концепт што го предлага господин Владо, тој е добар. Меѓутоа треба да се реализира, треба да се направи. А ова со хотеливе, значи во другите места се граде. Пример, прошлиот викенд бев во Дојран и таму неколку нови хотели се градат, се прават, што е за поздравување. Значи Дојран се враќа во живот, исто Дојран така се враќа во живот. Да. И треба само, значи, кога спомнавме Дојран, таму конкретно малку луѓето да поработат, да бидат малку пољубезни према гостите кои што доаѓаат и од Грција и од другите градови во Македонија, да не им прават обструкции, да не им прават проблеми, бидејќи луѓето доаѓаат таму да трошат пари и да се релаксираат. А не можеш ти
конкретно имаше контроли навечер во 2 часот за брзо возење, со 45 те казнуваат за неефикасност. Не е тоа убаво и коректно за дојран. Зошто? Бидејќи вие ќе ги избркате тие луѓе, ќе ги уплашите. Мислам, Дојран и Гевгелија се казино дестинации. Таму доаѓаат гости, туристи од Грција да трошат пари. И ти мораш да им бидеш флексибилен, мораш малце да му прогледаш коз прсти, за да му привлечеш човекот да донесе да дојде пак да потроши пари. А ако се поднесеш према него ригорозно и некоректно, он нема се врати. Маркетинг, што рекол, еден задоволен гостин ќе донесе уште 6 задоволни гости. Значи, во контекст на хотелите, за поздравување. Значи, и ги поттикнувам сите кои што планираат и тек се во градба неколку сериозни проекти во Македонија, мислам дека сме на добар пат и треба да се прегледат уште. Не можеме да стигнеме ние Бугарија, пример, меѓутоа полека према ситуацијата ние сме окей. Така. Јас би кажала дека и Македонија има еден добар ресурс кој можеби не е добро искористен, тоа се вештачките акумулации, кои почнуваат да имаат сместување. Јас се неколку години работам маратоник на тие езера. Оваа година дури ќе продолжиме со дводневни, со можност да бидат сместувањата. Тие носат еден тип на гости кои заслужуваат да имаат добро сместување и мислам дека се размислува на таа тема и веќе се прават можности за повеќе хотели на такви места. Не можеме да не ја земеме во предвид и актуелната политичка ситуација. Какво е нејзиното влијание? Па, вака, ја искрено кај странските туристи ние сега ова година може да имаме последици од минатогодишните мигрантска криза. Генерално за сега во овој формат како се движат работите не би требало да има последици, но искрено се надеваме да не... Видите, свет, многу е важно како се презентираат работите. Проблем ќе имаме со балканските дестинации, затоа што они се поблиски до нас. Кај нив се презентира Македонија на еден начин. Ако ги гледате бугарските медиуми, српските медиуми, се представува малку ситуацијата отколку што е реално, дека е нарап на меѓуетнички конфликти и така натаму и така натаму. А од друга страна, западните медиуми има многу полоша презентација на Македонија и на регионот за време на мигрантската криза. Искрено моje мислење е дека Македонија многу добро се справи, имајќи предвид дека меѓународната заедница уште не знае како да се справи со тоа. Ние бевме тука на најбезболно на еден начин, но тоа не беше така представено во, да речем, во една Австрија, да речем, во една Германија, во Швајцарија, беше на друг начин представено. Ако мигрантите завршуваат тамо, ние не ги не видовме тука, но тоа нашите партнери не го знаат. Значи, ние го објаснуваме, го кажуваме дека вие тука ги гледате, ние не ги гледаме, ние не ги не видовме, но имаше и минатата година, имаше и ова година, пак нема да има, ако остане ситуацијава во нормални рамки, дека нема да има последици за туризмот и пак очекувам дека ќе има еден коректен раст. Значи, сигурен сум дека ќе има коректен раст туризмот. Пелето? Во пресред на новата туристичка сезона сакам да ги охрабрам нашите, луѓе што работат со туризам. Тука спаѓаат на луѓето што продавачите на бензинските пумпи, келнерите во рестораните, во кафичите, рецепционерите во хотелите, возачите на автобусите, пограничните полицајци, пограничните царници. Со љубезност да ги пречекаат странските гости кои што ќе дојдат во Република Македонија во период што доаѓа. Кризата и политиката да се остави на една страна, да ги пречекаме ние луѓето, ако може, насмејани, бидејќи се ќе пројде, меѓутоа, ако нема некои тектонски проблеми во смисол на судири, нема да има некој проблем. Ние се навикнаме веќе 2 години, сите овие работи ги положивме. Туристичката фела добро се справува со сите овие кризи. Најбитно се
таа изнемоштеност, таа негативност што има кај луѓето да не се покаже на странските гости. Значи да не се рефлектира, да се со насмеани лица, со позитивна енергија да се пречекат тие гости. Другото све ќе се среди. Политиката е нешто што е проблем за политичарите, во парламентот нека си ги решат тие работи, ние да си гледаме својата работа, да тие гости да ги задоволиме, да бидат задоволни и со една позитивна енергија сите да ги пречекаме. Ја мислам дека ако така постапиме сите, значи сите чинители во туристичкиот сектор, ќе имаме повторна на убава сезона и си од апел и лани го направив. Им благодарам на сите, убаво го прифатија, се надам дека и оваа година ќе го прифатат, нема да имаме проблеми, ќе имаме успешна сезона. Која е вашата формула да се привлечат што повеќе како домашни, така и странски туристи? И да имаме да бидат сите задоволни на крајот од престојната туристичка сезона? Имаме значени атрибути, значени потенцијали што треба да ги исползуваме. Па покрај она што се води као кампања, таа е во добра насока. Сепак би сугерирал што поголемо вклучување на помали субјекти во туристичката понуда, а тоа можеме да го постигнеме со една мерка, иако веќе има одредени мерки во развој и за поддршка на туризмот, една мерка која што според мене би дала побрзо резултати, а тоа е создавање гарантен фонд што ќе им овозможи во помалите средини да можат да земат мали кредити и со ефтини камати за да можат да ги прилагодат своите потенцијали, своите куќи или објекти да ги стават во туристичка понуда. Значи тука не се потребни конкретни живи пари, освен гарантиот фонд кој што има инструменти како да овозможи да тие објектот што ќе инвестираат во него, тој да биде хипотека, а не како сега деловните банки им бараат хипотеки во град или дуќан или многу поголем износ на хипотеката отколку вредноста на објектот кој што може да биде сам по себе хипотека. Сметам дека тоа многу брзо ќе даде резултати и ние веќе дадовме писмена предлог до Министерството за економија и до Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот да ја поддржат таа иницијатива да се создаде еден таков фонд кој што ќе придонесе во развој на туризмот. Борбата за профитот е голема. Македонија не е единствена туристичка земја и морам да кажам дека секоја сезона има по нешто. Минатата година во Дојран се појави Пирана во најдобрата сезона. Меѓутоа и мигрантската криза води кон едно, морам да кажам за крај, интересна работа. Ја добив понуда од англичани да им направам туристичка тура по патот на мигрантите. Значи не е тоа нешто што треба да се знае, да се искористи или секоја криза која ќе се наметне да се надмине. Јас влегов во сред сезона во Дојран во купањите, сликав и кажав нема пирани, дојдете слободно. Значи, не мораме да сметаме на дело тоа. Сепак се работи за профит и секој гледа на свој начин да наштети на другиот за да тој подобро помине. Ви благодарам и покрај бројните уврски што одвоивте време да бидете дел вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Ви благодарам вас. И на вас, почитувани, ви благодарам за вниманието. Довидување.